Согласно деловникот на Собранието на Република Македонија, барам точката број 29, барање за давање на автентично толкување на член 39, став 1, а во врска со ставот 2 и членот 67.3 од Законот за туристичка дејност, поднесена од пратеникот Илија Николовски, да биде точка број 3. Значи, дури и како точка на дневен ред туризмот го ставате на последно место. Го поддржувам и апсолутно се согласувам со барањето на колегата, затоа што праксата покажува дека овој член е нејасен и предизвикува недоследна и невоедначена примена на одредбите од законот. За јавноста и засегнатите страни, согласно член 39 став 2, за туристички водич не се смета стручен работник на туристичката агенција кој придружува група туристи од место во место. Наспроти ова пак, согласно член 41 од Законот за добивање на легитимација, за туристички водич треба да се положи стручен испит, што значи дека секое лице, вклучувајќи ги и лицата кои се вработени во туристичка агенција, можат да вршат дејност туристички водич доколку поседуваат легитимација. Тоа пак значи дека инспекторите нема да изречат глоба за лицата кои имаат лиценца, а се вработени во туристичките агенции. И во ред го расчистивме ова, Законодавно-правната комисија и владата оцениле дека барањето за автентично толкување на овој член е неосновано. Но проблемот е што овие одредби различно се применуваат во пракса и дел од инспекцијските служби им изрекуваат глоби на вработените во туристичките агенции, иако имаат лиценца за туристички водичи или придружници. Токму заради ваквите недоречености во Законот за туристичка дејност во пракса, уште од 8 јуни барам измени кои никако да го видат светлото на денот. Верувајте, Законот за туристичка дејност и Законот за угостителска дејност бараат јавна или надзорна расправа затоа што се однесуваат на голем број на засегнати лица и се од суштинска важност за туристичкиот и економскиот развој на Република Македонија. Толку многу пропусти има во областа туризам, што сосема оправдано можеме да речеме дека не се знае од каде да се почне, а мора да се почне. Но со кого? Бара формирање на туристичка инспекција, се нема слух. Бара формирање на туристичка полиција, се нема слух. Кому му одговараат несредените состојби во туризмот? Очигледно на владата. Или почнете да ги решавате проблемите во туризмот, или заминете си и конечно туризмот оставете го во рацете на оние кои покажаа што точно значи развој на туризмот во континуитет. Барам точката број 30 да стане точка број 3. Ви благодарам.